Добро кога незините фигури имаат простор, кога дишат, значи и со други зборови, значи незиниот комбинаторен талент треба да се надградува и е многу ветувачки. Само би рекол дека можеби нешто малку треба да замени можеби во изборот на отворањето. Добро вечер за Бојана. Добро вечер, мило ми е што ме поканивте. И мене ми е мило, ти си да речем најмлад гостин, имаш само 15 години. И кога имам можност да разговарам со толку млад гостин, значи моите прашања се едноставни и се наметнуваат, затоа што таа кариера, да речеме, трае неколку години, нели, она што е за забележување за незиниот талент и за незината куса се разбира кариера досега, е што е таа најмладата наша репрезентативка. Практично дебитираше на Европското првенство во Нови Сад негде во последната третина на октомври. Како беше чувството за едно колку 14 годишно девојче да настапува за сениорската репрезентација на Македонија? Па чувството беше возбудливо, значи имаше интересни работи. Што се случува, бев пласиран, значи да играм на третата табла, но играв многу почесто на втората табла, значи играв вкупно 7 партии, 4 на втората табла и 3 на третата табла. Интересни моменти беа кога значи на третата табла имам 2 победи, на втората табла имам само едно реми и тоа со силна шахистка од Шпанија која има рейтинг 2362. И тој беше интересен момент затоа што после тоа тие анализира партијата со Широв, што ми беше многу мило. Како првенство, силно првенство и многу сум задоволна од прикажаната игра и од тамошните настани. Баш ми мило. Инаку од кога започна и како започна да играш шах? Почнав да тренирам на 9 годишна возраст. А кога научи прво, там ме интересира исто? Научив на 4 годишна возраст. Многу ме интересираше шахот како игра и Кој ти ја пренесе играта? Некој од семејството? Да, мојот дедо ме научи да играм и потоа на 9 годишна возраст започнав да тренирам. Започнав да тренирам во школата на Димитар Невчевски и се уште сум таму во таа школа, која што исто така води и Петар Евросимовски. Во таа школа најактивни членови сме јас и младиот Коста Пеев. Таа школа се шири сега и во Словенија и додека мојот тренер е таму, јас тренирам и со Петар Евросимовски, а и самостојно. И самостојно. Што значи тоа тренираш во шаховската школа? Тоа значи 2-3 пати седмично? Да, 2-3 пати седмично, а секој ден тренирам дома по 2 сата најмалку. По 2 сати најмалку. Тоа е одлично, многу ветувачки. И затоа и резултатите не изостануваат, почитувани гледачи. Имено Бојана, еве гледате со рейтинг 2350, тоа значи насилен машки мајстор. Значи затоа што да речеме за женски велемајстор колку е нормата? 2400? Да, 2400. Значи 2360 во женски шах е близко до велемајсторска сила. Значи тоа веќе не представува посебен проблем за тебе и веројатно дека оваа година на Олимпијадата, нели, очекувам дека ќе имаш уште подобри резултати. Значи, затоа што, да речеме, сепак е голема, нели, разликата помеѓу втора и трета табла, така? Да. Јас ти и самата велиш, значи на трета табла повеќе успех имаш отколку на втора. Значи втора веднаш за прва доаѓа и тука, значи сепак и со оглед на тоа колку силни репрезентации има, особено во Европа, значи твојот настап е наистина прекрасен. Кажи ми како е, сега каде учиш? Сега моментално сум прва година во средното економско правно училиште Васил Антевски Дрен. И се како таа промена ја доживеа од основно училиште на средно училиште, па имаше нели европско првенство во шах, па како изгледаше тоа отсуствување од настава, па наставниците тоа го разбираат, класните и така натаму. Како сето тоа го? Добро, средното училиште не е баш исто со основното училиште, бидејќи е многу потешко. На почетокот, како секоја прва година, интересно е затоа што нови професори и нови предмети. Така, на почетокот ми беше малку потешко, бидејќи отсуствав, бев на Европското првенство
и малку потешко ми беше да се уклопам бидејќи изостанав со учење и Токму на почетокот негде, само што Да. започна школската година. да, само во почетокот и малку ми беше потешко, но сега сето тоа го надокнадив. Значи шахот многу ми помогна во стекнувањето на концентрација на часовите, значи со шахот се добива значи да се максимизира концентрацијата. Потоа исто така помага и човекот да се изгради како личност и многу е интересно затоа што човекот се здобива со смиреност, со стабилност, добива чувство за За одговорност, да, за одговорност самостојно донесување на брзи одлуки. одлуки, да. на одлуки, брзи одлуки и почитување на своето собствено решение и почитување на противникот, нели? Се разбира. Добро, значи еве горе долу не запозна која е твојата шаховска филозофија? Исто така сакам да те прашам. Имаш ли идоли во шахот воопшто, во историјата на шахот или во современиве шахисти? Епа, идоли на почетокот ми беа Алехин, Италь. Многу сакав од нив партии да гледам, а сега идоли ми се Александра Костенјук, која што ја пратев на првенството кое што се одржуваше во Охрид. На Европскиот клубски куп во Охрид што се Минатата одржа. година, да. Па и Каспаров го следам, ама тој сега не е баш многу активен. Значи повеќе си комбинаторните, најголемите комбинаторни мајстори во историјата на шахот ги напомена. Се разбира дека и Широв, што пред малку го спомна, не знам дали знаеш дека е ученик на Тај. Тие се од исти град, од Рига, во Латвија, иако Широв живее сега во Шпанија и настапува за Шпанија, но тој е роден рижанин и бил во одредено време учел и со самиот Михаел Тај. И не е случајно што и кај него е и тој комбинационен талент особено изразен. Значи, инаку шаховската класика е многу важна и партиите на Алехин се исклучително полезни за студирање, затоа што со секоја негова проанализирана добра партија, значи шаховското видување и фантазијата се зголемуваат. Но не би било, почитувани гледачи, целосно представување на младата наша репрезентативка и најголемата женска надеж во македонскиот шах, можеби што воопшто постоела Бојана Беатовиќ, доколку не ја видиме и како непосреден производител, односно не видиме некој од незините партии. Јас намерно чекав да дојдеме да ја викнам за гостинка кога немаме некој актуелен настан од врвните шаховски турнири, токму за да може Бојана да се представи и пред вас, почитувани гледачи, пред сите оние што го сакате шахот, со една своја партија по нејзин избор, за да ја видиме и токму како игра шах денес. Повели Бојана, што ќе ни покажеш? Значи ќе покажам партија која што беше одиграна во декември минатата година на Опен Скопје. Партијата беше одиграна помеѓу Илија Сточевски и со црни фигури играв јас. Партијата е многу интересна и исполнета со многу динамичност. Значи, конј F3, Илија Сточевски игра со бели, F5, G3, конј F6, ловец G2, G6. Значи, белиот го игра ретиев систем, а јас продолжувам со ленинградската варијанта на холандската одбрана. D3, ловец G7, мала рокада, C6, C4, D6, конј C3, мала рокада, ловец G5, E5. Значи, црниот ја спроведува својата основна идеја, го зафаќа центарот со своите пешаци, го контролира поголем дел од централните полиња. Белиот единствена грешка му е што дозволува многу лесно да црниот го зафати центарот. Значи, ова е осмиот потек E5, практично на некој начин
влегуваме во средишницата и сега белиот предизвикува криза со својот девети потек C5. C5, Така ли е? да, значи потек со кој што белиот го напаѓа црниот центар, значи ја напаѓа базата на црниот центар, пунктот D6, и исто така ја отвара диагоналата A2G8 на кој што се наоѓа и црниот крал, и место за дамата е на B3 за да го контролира полето E6. Црниот тоа не го дозволува и веднаш игра L6, развоен потек со кој што се контролира таа голема диагонала. Дама А4. Значи овој потек е стратегиски непрецизен. Коња 6. А што сакаше дамата на А4? Да дојде на Х4 нешто? Па, да се обиде да идејата инсценира е- некој напад или? Па според мене основната идеја за игра на белиот значи во овој систем е да игра понатаму А3, Б4 и да врши притисок на пунктот С6 по пат на Б4, Б5. Но белиот не го најде тој одбрава сомнителен план со игра на кралевото крило преку префрлање на дамата од А4 на Х4 и игра на кралево крило, но тоа ќе се покаже како сомнителен план. Коња 6 развоен потек со кој што се напаѓа пунктот C5, значи се изнудува белиот да се изјасни дали ќе земе на D6 или пак ќе го брани. Интересен е моментот доколку се одбрани тој пешак со дама А3, па доколку се земе коњ C5, значи доколку белиот го одигра потегот дама А3, ќе се земе коњ C5. И тогаш белиот има тактички удар коњ E5 зема. Значи ја користи улогата на овој пешак, значи да го брани пунктот C5 и пунктот E5. Така белиот со овој потек би го растурил црниот центар, што не би било баш погодно за црниот, но исто така потегот дама А3 има своји недостатоци, односно минуси, тоа што дамата на А3 е многу пасивна за да одбрани еден пешак на C5. Белиот се изјаснува со тој пешак и го зема пешакот на D6, CD6 зема, дама D6 зема. Значи интересна позиција. Дама Х4. Потек кој што не е најсјаен, бидејќи белиот единствен план овде според мене е да продолжи со А3, Б4, значи најдобар план за белиот е овде по пат на А3, Б2, Б4, тоа под А на С1 и понатаму по пат на Б4, Б5 да врши притисок на пунктот С6 и да игра на даминото крило. Но белиот не го избира тој план. Значи тој игра дама Х4, план за да игра на кралевото крило за напад врз противничкиот крал. Добро, да видиме како се врати. Тоа под А на Е8, значи црниот ја вклучува својата последна пасивна фигура во игра. Ја го игра овој потек бидејќи белиот се откажал од претходната замисла, значи со А3, Б2, Б4 и нема веќе игра на даминото крило, затоа црниот ги префрла своите сили во центарот и на кралевото крило. А2, А3. Коњ С5. Значи, напамет одигран потек, голема непрецизност, бидејќи белиот овде веднаш може по пат на коњ Е5 зема, дама Е5 зема и Д3, Д4 да створи пешачка виличка и да го растури црниот центар, пешачки центар, но и после дама Д6, Дц5, дама С5. Сепак црниот има минимална предност, но го нема веќе силниот центар. Белиот тоа не го ползува и игра потек со дамата, дама на Б4. Значи, слабост е тоа што не го ползува веднаш, туку игра потек и со дамата и можеме да забележиме дека губи веќе 3 темпа со својата дама, што ќе се покаже како слабост. Коњ од Ф на Д7.
Значи добар потек, но исто така можно да се одигра коњ D5, со кој што би се нападнала белата дама и доколку белиот се одлучи да земе коњ зема на D5, ловец зема на D5. И доколку сака да искористи врзаноста на црниот коњ по пат на топ од А на C1, тогаш црниот ќе си одиграл B7 B6 и ќе има силна позиција, значи нема да дојде до израз слабоста на пунктот C6, бидејќи црниот белополен ловец веќе застанал на таа дијагонала и може да го одбрани. Значи, во шахот не е слабост оно што не може да се нападне. Да. Значи, визуелно да изгледа како слабост, ако не може да се нападне, тогаш не е слабост. Да. Значи, белиот црниот ќе имаше и во тој случај сосема добра позиција и ќе имаше мала просторна предност. Мала предност. Да, така е. Црниот продолжува со коњот F на D7. Исто така, значи го брани коњот на C5 и сака да ја тргне дамата од D6, значи од обврска да го брани тој коњ на C5 и да не биде врзан. Топ од А на D1. Значи, според мене, ово е сомнителен потек, бидејќи на тој топ местото му е на полето C1, а топот од F1 би требало да се наоѓа на D1. Значи, правилен потек овде би бил топот F на D1, а потоа со тој другиот топ од А на C1 за да ги постави белиот своите тешки фигури по D и C вертикалата и главните дејства да се одвиваат на даминото крило и во центарот. Но белиот игра топ од А на D1. Се сака D4 или со топа D1? Може Да. би D4 сака. Да. Црниот одма продолжува со дама C7, значи веднаш го забележува потегот D3 D4, со кој што би се нападнала црната фигура на C6, а со тоа ќе се изрази врзаноста и славата постоја на дамата на D6. Овде белиот продолжува понатаму со дама од B4 на H4. Значи има впечаток дека Илија Стошевски, кој што е легенда на македонскиот шах, значи имаме средба помеѓу еден сениор, да кажам така, ветеран и младата Беатовиќ, дека тој игра со дамата тука таму со цел да те збуни, нели, да се дезориентираш, меѓутоа ти си ги следиш сите шаховски правила, сосема добро контролираш играта и да видиме како таа продолжува понатаму. Да, значи со потегот дама H4, белиот губи 4 темпа, што би можело да се каже како дека тоа ќе придонесе до неговиот пораз. Црниот продолжува со ловец F7. Значи потек со кој што има црниот едноставна идеја да го постави коњот од C5 на E6. И исто така му поставува една замка овде на белиот, доколку одигра ловец F7, мислејќи дека ќе земе квалитет, тогаш црниот би земал топ E7 и на дама E7 зема, мора бидејќи веќе загубил фигура, тогаш со ловец F6 црниот би ја заробил белата дама. Односно ти ќе му ја фатиш дамата во случајов, затоа што со црните си ти, така? Така е. Значи мала стапица, меѓутоа ловец F7 е во согласност со позицијата, затоа што ослободуваш и поле E6 за коњот, нели? Да. Така. Белиот не влегува во таа стапица, продолжува со ловец H6, сакајќи да ги размени црнополните ловци, кај што црниот ловец на G7 е многу посилен за разлика од белиот ловец кој што се наоѓа моментално на H6 и затоа црниот одбива да ги размени ловците. Игра ловец F6 напаѓајќи ја белата дама. Белиот продолжува со коњ G5. Коњ E6. Значи сега можеме да забележиме дека белиот коњ на G5 е врзан. Можеме да забележиме дека три бели фигури се на кралевото крило, додека црниот има 6 негови фигури и 4 пешака, што е доволно за негова одбрана, што значи дека белиот не може да го нападне. Овде белиот исто така можен потек, доколку би земал ловец F8, тогаш црниот прво ќе земе ловец G5 со напад на дамата и кога ќе тргне ќе земе крал F8 и ќе има две фигури за топ.
B2, B4. Значи белиот го спроведува својот план, но малку закасно. Нема таму фигури. Да. Во несоодветно време, нели? Значи овој потек исто така е многу сомнителен, бидејќи коњот на C3 се остава без одбрана. И белиот започнува акција на даминото крило, но знаеме сега дека центарот е динамички и никош не е добро при динамички центар да се покренуваат акции на никој од крилата. Црниот игра E5, E4. Значи потек со кој што црниот задава контраудар во центарот, го напаѓа коњот на C3, ја изолира дамата, значи од H4, ја затвара и ја докажува хармоничноста меѓу своите фигури. Белиот игра D3, D4. Значи сепак според мене ова не е баш најдобар потек, но белиот нема некој посјаен одговор. Црниот продолжува со коњ D4. Значи овде јас пресметував дека белиот сега ќе го земе црниот топ на F8 и понатаму ја би продолжила со коњ F8 со добра позиција за мене и потоа ќе го вратам црниот коњ од D4 на E6 и повторно белиот коњ на G5 би бил слаб, исто така и врзан и белиот брзо би го загубил тој коњ. Белиот игра E2, E3. Значи размислува белиот 27 минути на овој потек, што не би го оценила исто како добар. Коњ E6, црниот се враќа, а можеме да забележиме дека нападнат е белиот коњ на C3. Топот веќе нема што да прави на D1, се враќа на C1 со идеја и со загрозување коњ D5 да се земе силниот ловец на F6, дама на D8. Значи дамата се враќа на својата правобитна положба. Исто така го засилува притисокот врз пунктот G5. Сега конкретно сака да го земе тој коњ, нели? 3 пати го напаѓа. И најдобро за белиот би било да се разјасни, значи и белиот го зема ловецот на F7, доколку би земал коњ E6, тогаш би следел ловец F6 и побегството на дамата на H3 единствено поле, тогаш би следело F5, F4 со слаба позиција за белиот. Да, и на G4 и F3 веројатно. Да. И така натаму. Белиот го зема црниот ловец на F7, коњ F7 зема, топ F7 зема. Значи сепак не се решив да оставам дамата на D8 и да земам противничката на H4, бидејќи мојата дама е посилна од белата дама, која што во моментот има само едно поле за нејзиното бегство. Дама H3, значи интересен момент. Позицијата на белиот е притисната многу, а црниот продолжува со коњ E5. Се забележува слабото поле во противничката позиција, полето D3. И црниот сака тоа да го искористи. Топот F на D1. Значи белиот ги игра сите тие претходни идеи кои што сега се задоцнети. Црниот продолжува со топ на D7. Можен одговор е овде и коњ D3, но сака да ја упрости позицијата, односно да размени по еден пар топови. Топ D7 зема. Дама D7 зема. Топ D1. Сега јас ја тргнав дамата на E7. Слабо би било коњ D3, поради тоа што белиот би земал ловец на E4 и на F4 коњ E4. Со напад врз пунктот F6 и со земање на со земање коњот на D3, значи тој бидејќи е заврзан со тамошен напад, црниот би го загубил тој коњ. Дама F1 за каната, така? Да, а доколку би земал белиот со коњ на E4 наместо со ловец, значи би настанала ваква позиција, тогаш црниот го има ударот коњ F2 со напад на белата дама на H3, исто така со шах, значи по размената на топ на D7, коњ на H3 зема шах и крал на G7, коњ G5 и црниот би останал со цела фигура повеќе.
Многу добро си пресметувала и далеко и точно. И добре што не си му оставила можност на искусни стари тактичар Илија Стошевски да може да дојде во ситуација да удри коње 4. Туку си била внимателна. Значи по топ 1 дама е 7, Да, така? јас ја повлеков дамата на E7, а белиот го врати ловецот на F4 со идеја, значи, сака да го смени, но црниот тоа не го дозволува и игра конј D3 со напад на пунктот C3 и истовремено напад врз пунктот F4. Значи, единствено овде би било коње 2, бидејќи нема друг одскок со коњот. Топ на D8. Значи, црниот топ по E вертикалата веќе нема игра, затоа сега се постава на D вертикалата која што е отворена и уште веднаш се забележува дека доколку црниот би можел да земе коње F4, тогаш виси и топот на D1 и дамата на H3. Но тоа веднаш не е можно бидејќи белиот би земал на D8 со шах и тогаш загрозувањето би било отстрането. Белиот продолжува со ловец F1, обидувајќи се да спроведе некаков план или игра. Црниот игра топ D5. Значи идејата е сега јасна, да земе на F4 за да нема шах на D8. Сега слаб потез за белиот е дама G2 кој што исто така одигран во партијата. Правилно овде за белиот е топ на B1. Но тогаш црниот би одиграл ловец F2 со земање на двата бели пешака на А3 и Б4. Да. Општа карактеристика на позицијата дека црниот владее со целата табла, дели нијата силниот коњ на D3, а белата дама е во офсайд и практично нема простор на неговите фигури. И нормално дека порано или подоцна ќе потпадне под некој удар. Заради дамата. Дамата првенствено не му игра. Значи се враќаме назад малку и сега да го видиме уште финишот, затоа што сме при крај со времето. Белиот игра дама G2, а црниот зема коњ F4, значи напад врз топот и напад врз дамата. Дамата е многу слаба, белиот тоа го забележува и се одлучува да даде дамата за топ и фигура. Топ D5 зема, коњ G2 зема, топ D1. Значи белиот тоа го пресметувал дека црниот коњ не може да излезе од кралевото крило, но црниот го дава коњот за пешак. Коњ H4, GH4 единствено. Ловец H4 зема, значи со овој потек се разрушува белата рокадна положба. Коњ G3. Значи идејата е сега да го вклучи белиот ловец на C4 и да го размени за силниот коњ на E6, но црниот не ја дава ни таа можност. Игра B5. Белиот продолжува со ловец E2. Значи белите фигури се веќе стеснети. Коњ G5, значи црниот ги користи слабите бели полиња во кралевата тврдина на белиот крал. Крал на G2. Дама E6, значи сега доколку би го немале овој пешак на F5, веднаш се гледа дама H3 и коњ F3 со мат на H2 или на G2. Белиот игра топ D8 шах, крал G7, ловец D1 и еве сега таа идеја, значи F4. Се ослободува полето, се ослободува дијагоналата на дамата за пристап до белиот крал и истовремено се напаѓа белиот коњ на G3, се жртва пешакот од F5, F4 зема, значи единствена нема што друго, дама H3 шах и овде белиот се предава. Значи, доколку би продолжил со крал H1 или крал G1, истото би следувало коњ F3 шах, со мат на H2, а ако дојде на H1, тогаш со коњ F3, исто така се загрозува матот. Белиот мора да земе ловец F3 и F3, сега се создава матно жариште на G2 и единствено би било топ D7 шах, но по дама D7 зема. За некако се одбрани од овој мат, белиот мора коњ F1, дама D1 со напад врз пунктот F1, крал G1 мора да го одбрани, со дама E1 се напаѓа и пунктот F2 и така би се дал матот. Благодарам Бојана за овој убав коментар. Јас мислам дека само јас кога коментирам толку многу зборувам, ама и ти си една од тие, значи имаш што да кажеш и да покажеш, што е најважно. Почитувани гледачи, верувам дека уживавте во партијата која што
нашиот најмлад талент, шаховската репрезентативка Бојана Бејатовиќ, ни презентираше една своја партија од неодамнешното првенство на Скопје и посакувам на Бојана многу успеси, да настапи успешно на својата прва шаховска олимпијада која што оваа година ќе се игра во Сибир, да има што подобри резултати, да продолжи да биде добра ученичка, односно одлична ученичка и благодарам што беше гостинка вечерва кај нас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Доколку го предизвикавме вашето внимание, ве повикувам и следниот вторник да бидете повторно со нас во исто време.